Во екот на сезоната за годишни одмори, тетовци се уште размислуваат каде да заминат на летување. Криза, економска криза. Нема. Тешко? Многу тешко се стига. Се уште не сме одлучили, али треба да идеме. Па ништо посебно, да, веројатно до Попова шапка малку ќе отидеме на неколку дена и така, инаку ништо посебно. Па веројатно обврски, работа, финансии да не спомнуваме, тоа е така актуелно кај сите веројатно и можеби така подобри планови за семејството. Немаме пари. Во споредба со минатата година, бројот на заинтересирани граѓани е намален. Се уште побарувачката за посета на актуелните летни дестинации е на ниско ниво, велат од туристичката агенција Идо Турс. Можам да ви кажам дека оваа година заинтересираноста на граѓаните е на ниско ниво. Причина поради тоа не знам што можам да наведам, значи меѓутоа нели тоа е секако одлука на граѓаните. Со оглед на тоа дека долго работаме со превоз на патници, имаме директна линија која што е Тетово Дурс. Имаме преглед на тоа колку има заинтересираност оваа година за летување на граѓаните по конкретно Тетово. Конкретна таргет група не се луѓето што сакаат да патуваат за Албанија. Најмногу заинтересирани има за летување во Драч, Албанија. Меѓу нив се и тетовските пензионери кои втора година поред ја организираат оваа тура. Во договор со тамошните менаџери, пензионерите искористуваат поволната понуда за 9-дневен престој, вели председателот на Сдруженијето на пензионери Тетово. Ние имаме договори со менаџери во Албанија и главна дестинација ни е Драч. Минатата година имавме во два наврати две тури, годинава тој број на пензионери што ќе летуваат и веќе летувале е прилично поголем годинава. Во Албанија понудите према пензионерите се многу ефтини, ние со се превоз и се други престои во Албанија, вклучувајќи го и пансионот, е за 105 евра за 9 дена, односно 8 ноќавања 9 дена. И додека тетовци размислуваат како да ги искористат деновите од летниот одмор и дали воопшто некаде ќе можат да заминат, како најблиска дестинација им останува Попова шапка.